Уште не почната да функционира, а работната група за уставни измени најде на сериозни проблеми. Опозицијата реши да не номинира своји представници во ова тело, чиј рок за формирање стекува денеска, а кој треба да го даде првичниот текст на амандманите со кои, меѓу другото, ќе се вметнати бугарите во уставот, услов за отворање на преговарачките поглавја. ВМРО, ДПМН, Алтернатива, Левица, Социјалистичката партија и Демократски сојуз информираа дека нема да учествуваат во работната група на Министерството за правда. Објаснувањето е дека тоа е безпредметно, зашто, како што велат, овој пратенички состав не ја добил довербата на граѓаните за да го менува уставот. Очекувано, партиите од власта ги дадоа своите членови. СДСМ ја предложи актуелната генерална секретарка на Собранието Цветанка Иванова. Иванова е дипломиран правник, има долгогодишно искуство, одличен познавач не само на уставот и законите, туку и на собраниските процедури како пратеничка. Учествувала во значајни процеси и одлуки кои собранието ги има донесено. СДСМ активно ќе учествува во експертското тело кое го формира Министерството за правда. Представник на партијата на Ахмети ќе биде Арбар Адеми, координатор на пратеничката група на ДУИ. Третата поголемина партија во владината коалиција Алијанса за албанците за свој представник го номинираше пратеникот Ремзи Мехмеди. Во групата свој представник има и председателот Пендаровски, тоа ќе биде професорот од правниот факултет Александар Спасов, кој е и советник на шефот на државата. Наверојатно, во ова тело ќе бидат и професорот Јетон Шасивари и поранешната судика во Страсбур Маргарита Цаца Николовска. Премиерот уште еднаш ја повика опозицијата да се издигне над партиските интереси и да мисли на државата. Ова е процес во кој што треба сите да учествуваат, затоа што граѓаните заслужуваат да живеат во земја членка на Европска унија, ама тука дома, а не да живеат во земја членка на Европска унија, во туѓина да одат да работат. Откако ќе бидат направени амандманите, тие ќе бидат дадени на јавна расправа пред академската заедница, пред невладините организации, бизнис заедницата, медиумите, да се запознаат граѓаните и потоа ќе започне парламентарната процедура во Собранието, каде што постои уставна комисија која предводи председател на Собрание и која што потоа оди низ процедурите кои што важат за било која уставна измена. Намерата на владата и на мнозинството е целата постапка да се заокружи до крајот на годината за кога и се предвидува да финишира скринингот, пошто, ако уставот е сменет, ќе се премине на отворање на преговарачките поглавја. Но за сега, ова е малку веројатно сценарио зашто опозицијата, чии гласови се клучни, не дава зелено светло за измени на уставот. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.